Текстилниот кластер деновиве на средби со локалните власти на Делчево, Кучани, а денеска и во Штип, со цел да најде начин како да се реши проблемот со недостаток на квалификуван кадар и младите да се заинтересираат да работат во оваа индустрија. Претседателката на текстилниот кластер Маријана Перковска вели дека преку кампања сакаат да го променат ставот на младите за текстилните конфекции, а исто така ќе се бараат и реформи во средното стручно образование. Реформите не се во делот на наставната програма, затоа што тоа помалку или повеќе успеавме да го направиме. Реформите се во делот на воведување на практичната настава, но не само на крајот на годината или 15 дена, ние имаме размислување на кој начин би можело праксата да биде дел од секојдневните обврски на учениците, посебно во средните училишта, а тоа значи воведување на практична настава во текот на неделата. Просечната старост на граница на една текстилна работничка е над 45 години. Анализите покажуваат дека овој кадар недостасува. Една анализа, мислам дека имаше една најава за турска компанија која што планираше да вработи 5000 луѓе, меѓутоа тоа се откажа затоа што има недостаток. Работа во моментот има доста, работа ќе има и се повеќе, така да таа бројка не можете да кажете колку е. Во Штип во секое време најмалку 100 работнички недостасуваат во текстилните конфекции. Оваа гранка вработува околу 35.000 работници, а во наредниот период ќе и требат промени со цел да се одржи и да биде атрактивна за младите.